Многу ми е жал што представникот од владата нема слух за овој амандман, а всушност со овој амандман ќе се исправеше една грешка и пропуст кој што го направивте со овој пакет мерки што го предложивте, кој што тежи 18 милиони евра и конкретно за категоријата на самохрани родители е селективен и дискриминаторски, бидејќи условите кои што ви се ставени во тој пакет мерки и во тој закон за помош е всушност ги опфаќа само самохраните родители за дечиња до 7 години и кои што се приматели на правото гарантирана минимална помош. Со овој амандман ќе се исправеше тој ваш пропуст со тоа што ќе се опфатеа буквално сите самохрани родители, од кои што имавме реакции во време на пандемијата, оној пакет мерки кој што го спроведовте тогаш, дека и тогаш имаше селективност и огромно незадоволство. Јас сигурна сум дека и до вас стигале овие информации, но јас за оваа дискусија ќе искористам една граѓанска организација која што се бави конкретно со овој проблем за самохраните родители, се вика Една може и многу добро ја знаете. Баш за тој пакет мерки за време на пандемијата всушност до нив стигнале 50 пријави по овој основ дека самохраните родители се жалат дека биле одбиени за еднократна помош наменета за еднородителски семејства иако ги исполниле условите. Тогаш од владата се тврдело дека најголем дел од оние што не добиле помош не поднале барање со документација до центрите за социјална работа, што е основа по која се прави листа според која се исплаќаат незаконска обврска. Еве јас ќе ви кажам со бројки. 1175 самохрани родители тогаш добиле поддршка од 6000 денари, која е дел од еднократната помош во рамки на тогаш владините мерки во економскиот пакет за помош на ранливите категории за време на ковид пандемијата, но замислете, одбиени биле 3196 самохрани родители и најголем дел од одбиените се поклопуваат со веќе искористена финансиска поддршка од третиот сет мерки како активни баратели на работа или како вработени со примања од 15.000 денари, барем такво е објаснувањето. Најголем дел од оние што не добиле помош не поднале барање со документација, но се вели понатаму во соопштението, тоа е тврдење на владата. Всушност, организацијата вели дека тие собрале потписи и испратиле жалба до владата за овие случаеви, додека владата ниту одговорила, уствари реално се бранела дека до владата нема стигнато такво писмо. Значи, оваа еднократна помош која денеска што ја спомнавте, не само што беше недоволна, која што беше и плюс не била доволна за да се покријат трошоците, но и тој јавен повик кој што бил објавен траел всушност само 5 дена. За 5 дена требало да се достават изводи од родител, од дете, но ние реакции што стига до мене всушност е дека воопшто не била проследена оваа информација за овој пакет мерки и воопшто самохраните родители не биле запознати. Значи, вие како министерство до сега требало да имате систем на информирање и известување ако сте навистина на таа заложба дека треба да им помогнете на овие социјално загрозени и ранливи категории. Со овие реакции што ги има и граѓанско здружение и оние реакции што стигаат до нас од самохраните родители, покажувате дека вие немате воспоставено систем во кој што треба да ги вклучите овие категории ранливи. И во време кога расте бројот на самохрани родители, тоа е тенденција и во силни економски држави, расте бројот на семејства кои што живеат на работ на сиромаштијата во нашата држава, навистина според мене е едно неодговорно однесување со тоа што го одбивате овој амандман. Јас тука би застанала, но навистина ќе ве замолам да размислите добро за да се исправите вашата собствена грешка за оваа голема категорија на граѓани. Инаку можам слободно да ви посочам за се што она како влада не го спроведовте. Всушност за среќа имаме одговорни градоначалници од ВМРО ДПМН во 41 општина и сега спроведуваат социјални пакети и мерки кои што ги опфаќаат токму категориите, велите супер. Тоа е според мене едно дрско и самобендисано однесување на
представник од владата за она што сте вие неспособни и некадарни и што селективно доделувате пакет мерки, да така одговорите. Вашата неспособност ја покриваат способните градоначалници на ВМРО ДПМН и токму пред 3 дена беше објавен социјален пакет во општината од која што доаѓам, Газибаба, во кој што се предвидуваат помош кон самохрани родители кои што земаат гарантирана минимална помош и категоријата уште една со најниски пензии, која што исто така е опфатена и претходно ја објасни мојот колега Тони Јаревски, со најниски пензии, за да барем на територија на општината да се исправат грешките на оваа неспособна власт. Вие продолжете да крадете од граѓаните, продолжете селективно да доделувате помош, создавајте уште една незадоволна категорија која што е дискриминирана крајно од вашиот однос и од вашите мерки, кои што патем не ги давате од својот личен джеб, туку се двојат од буџетот. Буџетот кој што го полнат граѓаните и кој што треба да биде наменет за граѓаните. Но сега не е почната се уште зимата, веќе имаме некаде рестрикции на електрична енергија, тек ќе имаме во зимата и рестрикции на електрична енергија и на топлинска енергија и кој ќе преживее ќе раскажува, но адресираните денешни трагични приказни од граѓаните кои што ги имавме на средбите со парламентарниот караван, требаше да ги чуете вие. Вие од власта кои што нема допир и контакт со обичниот граѓанин. Имаше една многу травматична приказна на една жена која што има детенце со попреченост, која што имала дете веќе кој што се самоубило поради немаштија, поради депресија и се повеќе млади не само што ни се одселуваат и тие што остануваат живеат во депресија и анксиозност и вие да ми кажете дека супер градоначалниците што ќе помогнат. Така да е вашата одговорност како власт да помалку крадевте, ќе беа насочени парите кон граѓаните, а не вака да имате само бендисан однос. Но, знаете како, јавноста гледа и ќе суди, и ќе ви пресуди на наредни избори, а вие само продолжете така. Ама граѓаните незадоволството е огромно. И ќе ви дојде, мислам, ќе си добиете за кратко одговор. Благодарам.